Третолигашот Слога Виница најпрв започна со подготовките за новата сезона во третата македонска фудбалска лига Исток во средината од месец јули. Клубот веќе одигра и два пријателски надпревари со второлигашите Каменица Саса и Вардарски, а денес ќе одигра со Согов од Кочани. Во новата сезона Слога Виница биде прв фаворит за првото место и баражот за втора лига. Подготовките ги почнавме на 17 јули. Игравме пријателска со Македонска Каменица и со Вардарски. Првата изгубивме 1-0 од Македонска Каменица, со Вардарски во гости игравме 0-0. Се спремаме втора недела поред. Амбициите ни се на највисоко ниво, влез во втората македонска фудбалска лига. Очекуваме да биде потешко, има плюс 4 екипи. Оваа сезона ќе бидат 12 екипи во македонската трета лига. Најголеми амбиции ни се првото место и влез во втората македонска фудбалска лига. Точно 90% од екипата е задржана од лани. Се спремаме максимално што можеме. Се подготуваме, тренираме. Тековно ќе видиме, се спремаме од утакмица за утакмица, тековно го респектираме секој противник. Во новата сезона ќе настапуваат 12 екипи, наместо 9 како минатата сезона, па конкуренцијата ќе биде понеизвестна. И веќе трета недела откако работиме. И јас исто така мислам дека први започнавме, имаме услови, сакавме да го искористиме периодот кога веќе скоро сите прволигаши и второлигаши започнаа и сакавме да направиме добри тестови со фудбалски клуби кои се над нашето ниво, пошто се стремиме како клуб да од следна година играме во втора лига. За да финишираме со второлигаши Вардар од Неготино како генералка за нив. Потоа ќе се пренасочиме за екипите од нашето ниво, третолигашко. Точно имаме новитети во лигата. Квантитетот се зголемува на 12 екипи. Дали ќе има некои фактори изненадување, немаме информации. Не бегаме од фактот дека ние сме фаворити број 1 во лигата, но тоа не ни дава за право никако да однапред ние се планираме како прваци во лигата. Росторот од минатата сезона е задржан, а се работи на ангажман на квалитетни заселувања. Ние веднаш по завршетокот на сезоната претходна седнавме со управата, се договоривме дека овој ростер што е покаже и докаже на терен дека може да изнесе третата лига и како прв приоритет ни беше да ги задржиме сите тие што планираме. На нив и во тоа успеавме. Освен еден фудбалер кој што веќе на пробата во Гостивар помина, што на нас лично и како клуб и мене како тренер ми представува чест, да потпише професионален договор. Сите други останати на кои што планиравме останаа во клубот. Имаме веќе двајца доведено, нови фудбалери, но доколку ни се укаже прилика, сакам исклучиво фудбалер кој што ќе биде засилување, а не само да биде еден просек во тимот и затоа се определивме да биде овој преоден рок фокусот само на квалитет. Турските инвеститори во прволигашот Гостивар инвестираат и во Слога Виница, а тоа е од голем бенефит за овој третолигаш кој организацијски се подига на повисоко ниво и гради план за долги патеки. Соработката со турските инвеститори е на највисоко ниво. Веќе во подготвителниот дел на нината екипа наши 5 играчи беа присутни таму. За неколку од нив веќе се преговара да преминат во нината екипа, али тоа ќе го оставиме до крајот на преодниот рок да биде, бидејќи е политика и на нивната екипа. Со тоа ние се отпразнуват неколку места кои ни беа стандардни и сакаме сега да ги надополниме. Значи нашиот град е желен за фудбал, турски инвеститори беа тука значи се разговара на секој поле, како за инфраструктура на стадионот, така и во екипата и во играчкиот кадар. Се надеваме дека во поскоро едина ќе бидеме нов второлигаш, па и ќе бидеме конкурентни и за втора лига. Новата сезона во третата македонска фудбалска лига Исток ќе започне на 15 септември.